Дедо Цане. Во ова издание на емисијата Ризници на вкусови ве водиме на Скопската улица Партени Зографски, една од најпознатите улици на падините на Водно во Скопје, а доаѓаме во Дедо Цане да ги провериме најубавите, највкусните домашни традиционални рецепти, кои што и денес ќе ги комбинираме со прекрасно македонско вино. Што се има во Дедо Цане и зошто треба токму тука да дојдете на падините на Водно, ќе провериме во продолжение. Ајде со мене! Марина, денес прво да ви се заблагодарам што не примивте овој прекрасен ваш објект, што сте наши домаќини денес и што ни овозможувате на нас, но и на нашите гледачи да го запознаат прекрасниот објект на Дедо Цане. На самиот почеток, Марина, те молам, ајде, кажи ми како настана Дедо Цане, како се случи ова убава приказна на падините на Водно? Замислата ни беше да отвориме традиционален ресторан каде што ќе се служи традиционална македонска храна. Меѓутоа и ресторан кој што нема да биде градски ресторан, туку ќе биде во близина на градот, а сепак да гостите имаат чувство дека се наоѓаат некаде надвор. Самата куќа, самиот објект веќе ни дозволуваше, нели, за да биде замисла и да биде етно ресторан. Неговото искуство кое што го има во гостителството преку 25 години, желбата која што ја имавме, не доведе до овој момент сега да седиме тука. Целта ни беше гостите кои што доаѓаат тука, без разлика дали се македонци или се странци, да имаат чувство дека седат дома, да имаат чувство не само дека јадат традиционална македонска храна, туку да ја почувствуваат македонската услуга, македонското гостопримство, македонската музика, значи истовремено да ја шириме целокупно македонската традиција. Да раздавиме за муабетов, ајде, бидејќи добар муабет со добра ракија. Марина, би сакал да те навратам на првиот ден кога отвори. Оставам дека како гостител се има трема некоја, се очекуваат поканите гости, како ќе биде, како ќе помине. Го памтиш ли првиот ден на Дедо Цане? Да, секако дека го памтам. Тоа нема ни да се заборави, а не дали се памти. Предизвик беше затоа што објектот е голем, местоположбата е специфична. Колку ние ќе можеме да се оствариме нашата замисла. Колку ние ќе можеме првично и на отварањето да ги испочитуваме сите гости кои што сме ги поканиле. Колку ќе можеме да се презентираме дека ние вистина ќе го понудиме тоа што велиме дека ќе го нудиме. Че ние велиме да нудиме традиционална храна, меѓутоа колку таа на вистина ќе биде традиционална. Не само да изгледа, туку и на вистина да биде. Нели, погодена и за вкусот, погодена и за начинот на сервирање погодена, начинот на јадење погодена. Се тоа ни беше предизвик и се уште учиме. Ние сме релативно нови, значи ресторанот е отворен 2025 година и ние растеме заедно со него. Целта ни е овој ресторан да биде семејна традиција. Целта и првична ни беше овде да се ужива во семејен ручек. Да има семејни прослави. Целта беше сите да се чувствуваат како дома. Меѓутоа, за да може да се угоди на сето тоа,
бара многу напорна работа, бара многу одговорност, бара откажување од многу работи и јас искрено се надевам дека ние сме на правиот пат. Да се има традиционален ресторан, мислам дека е посебен предизвик, затоа што во Скопје и во Македонија за секој има се повеќе туристи, се повеќе луѓе сакаат да доаѓаат, да пробаат македонска храна. Колку за вас беше предизвик да се издвоите од другите традиционални ресторани во градот и по тебе, Марина, што е она што, да речам, е ова ваша приказ Дедо Цане се разликува од другите традиционални? Во Дедо Цане првично има вложено и многу емоција. Значи, самото име на ресторанот, тоа е по неговиот татко. Самиот начин колку ние се вложуваме во тој ресторан, во смисла дека ние сакаме да си подготвиме домашна туршија, домашна зелка, сакаме да направиме прасе кое што е печено во наша фурна и кога ќе го понудиме, дека тоа е домашно, да биде навистина домашно. Дека тоа е домашен пинџур, дека е навистина домашен пинџур. Ако е домашна пита, дека тоа е домашна пита. Тоа е многу е тешко да се угоди на многу народ. Секоја куќа си има свој обичај, секое село свој обичај. Многу е полесно, да речеме, со странците кои што доаѓаат и да сакаат да пробаат традиционална македонска храна, им велиш да имаме добар патлиџан, имаме добар пинџур, тавче, гравче, имаме специјалитет на куќата, ќе ви понудиме тоа. Со нив е многу поедноставно затоа што они сакаат да пробаат македонската храна. Меѓутоа со македонците, ние сите јадеме дома тавче, гравче и на различен начин си го спремаме. Тоа е уште поголем предизвик. Предизвикот ни е кога ќе се вратам дома да биде сакам да направам салата како што јаде во Дедо Цане. Сакам да направам таков пинџур како што јаде во Дедо Цане. Значи од најосновните работи ако почнем. Марина, Дедо Цане е пола скопска, пола кумановска приказна. Да. Повеќе превладува кумановски специјалитети? Па мешавина е. Мислам дека е мешавина, дека се направи некој спој, сепак сме во Скопје, значи треба да се испочитува и Скопје, меѓутоа секако дека треба да се испочитува и кумановскиот дел. Ама кумановци имаат специјалитети? Имаат секако. Така? Да. Супер, што е она што ова измината година нешто те прави посебно горда како собственик на овој обир? Представам дека секоја насмевка на еден гостин кој ќе си оди од овде, иако сега насмевките во ова модерно време се претвараат во некакви ревјуси, коментари на интернет и така натаму, на што си посебно горда и што ти научи заедно со твојот тим во оваа една година? Да, нашето мото си беше сите да бидеме среќни. И си имаме едно хаштагче такво на социјалните мрежи, Дедо Цане за вас, вие за нас. Ние сме задоволни од секој гостин кој што ќе излезе од тука насмеан. Ние сме задоволни од секој кој што е задоволен од услугата, затоа што ресторанот не е само да му се понуди добра храна на гостинот. Значи тоа е како ќе биде пречекан, каква храна ќе се понуди, на кој начин ќе биде услужен. За оваа година мислам дека имаме многу напредок од тоа како сме почнали, каде сме сега. И се надевам дека ќе одиме само на подобро. Таа ни е целта, затоа што сакаме овој ресторан навистина да остане во кругот на семејството и сакаме од него да направиме традиција. Денис, зборувавме со Марина дека ова е ваша семејна приказна. Така. Меѓутоа, дел од семејството се и вработените кои што фактички не се семејство, но се семејство во Дедо Цане. Колку е важно екипата да биде, да речем, на висина на задача и како се доволен од оваа една година, како функционираат, да речем, келнери, кугари, сите луѓе кои што нели значат нешто во Дедо Цане? Да. Да ти кажам право, значи малку е тешко со персоналот,
поготово оваа година, значи сите избегаа за Хрватска, значи Црна Гора, значи така да ние сепак имаме, значи викам ти пас семена фамилија, значи тука е син ми, на брат ми дете, значи сите керка, значи сите помагаме, значи се снаоѓаме, имаме неколку персонал, значи што е од Куманово, значи повеќе се од Куманово, значи кои имаат обезбедено и транспорт, превоз, све, значи така да се снаоѓаме. Сега за сега сме окей, да ти кажам, да. Така. Ако треба ти да нарачаш јадење во сопствениот локал, кој топ 5 јадења би си ги нарачал за себе? Па сега за сега, значи топ 5 ни спаѓа, значи филе на сач, значи кое е прекрасно, значи на лице место се спрема, ќе имате и прилика да пробате, значи од тоа, значи имаме и ребро во фурна, имаме поркета, значи сега најново што измислиме, значи ние у наш ресторан, значи домашно, значи ролово на сланина е тоа, значи кое го правиме во нашата фурна тука. И тоа ќе го видите, значи ќе го пробате тука. Имамо лепче на деду, значи со камембер со моцарела, тоа е нашето измислено, значи јадење, значи што е многу вкусно со пинџучиња, со нашите љутичиња, значи домашни. Ајварчи имамо домашно, така да се е тоа домашно, значи тоа значи отприлика, значи. Странците кои што доаѓаат во Македонија доаѓаат најмногу заради храната, заради добрите цени, нели? Колку се они изненадени од тоа како вие овде ја сервирате храната, проста причина што сме виделе во странство големи тањери, малку храна. Така. Кај нас окото полно, доматот огромен, питата голема, месото се служи во изобилство. Какви се реакциите на странците? Па да ти кажам право, ние ги опоменуваме странците дека од тука е стварно голема порција, значи да порачуваат помалку да можат да пробаат од се помалку, радиш? Пошто тие они се навикнати на пример на повеќе на тоа нино традиционално на бифтек, значи јунишки бифтек, значи тука исто го правиме, значи ќе видите и тоа, значи како го спремаме исто на сач, пред него го спремаме, значи нема тука во Скопје, не сум видел по овие ресторани, така да ние за тоа го преферираме и тука, значи кога јадат, значи има бифтек јунишки, значи кој го спремаме на лице место, значи пред нив. И го исто у момент го сервираме на маса. Значи уживаат во ова. Уживаат, да. Значи има све, значи нашето сувоместното е све без конзерванс, без адитиви, значи све што ќе пробате, значи е домашно, значи. Има си човек кој ни спрема све, значи без адитиви, без конзерванси, све. Кога сме кај странските туристи, они се навикнати, јадат, бегаат. Како реагираат кога ќе видат дека кај нас во кафеана се седи цел Божји ден, никој никаде не брза, никој никаде не брка работа, дојде не да ужива, а не само да јаде. Види, и они се сами чудат како ние функционираме, да ти кажам право, али па и тука, значи со нашата музика, со нашиот амбиент, и они повеќе остануваат. Значи ќе земат исто и дежестив, значи ракија, после јадење остануваат уште, и они се трудат да останат што подолго во ресторанот. Да ни парираат. Да ни парираат, да. Добро. Сега ја спомна ракијата, Македонија е позната по добро грозје, имаме фантастична ракија од секојаш, имаме фантастични вина од секојаш, колку вашите гости знаат да одберат или да искомбинираат добра храна со добро вино. Тука се трудиме, значи келнерите да понудат, значи имаме врвна ракија, значи во Македонија, така да гледамо, значи да ги презентираме нашите македонски ракии, значи имаме и српски, имаме и странски кои, значи, али поготово, значи ние преферираме, значи да се пијат нашата ракија, македонска, значи имаме Дукат ракија, значи да не набројувам други, значи има тиквешка ракија, сковин, бовин, значи се тие ракии, значи така да исто, значи мене ми се многу допадна, да ти кажам право, Дукат, еве и сега момент ја пиеме таа, така да има врвни ракии во Македонија, така да ги презентираме повеќе нив. Така, дали има навика, бидејќи порано мислам дека гостите повеќе конзумираат пиво со месо, дали забележувате вие како гостители пораст на интерес да луѓето комбинираат месо со вино? Сега да ти кажам право, значи има, како да кажам, значи има дел, значи нашите македонци повеќе преферираат, значи да пијат пиво. Али има исклучок, значи почнуваат да пијат вино, значи почнуваат, значи со вино, со салата, пак после се пременуваат
со друго јадење, значи менјаат и црвено вино, така да тоа е тоа. Така, а колку да речам келнерите, да речам особено за странците е тоа важно, бидејќи сакаат да пробаат нашето македонско вино, а што е добро, мислам дека има и многу пристапни цени, особено за странците, колку да речам е обучен персонал да понуди квалитетно македонско вино. Па видите, што ние имаме многу винарии, значи имаме и доста, значи во ресторанот што ги нудиме нашите македонски вина, значи пошто дојдоа до награди, до брендови, значи многу големи награди, викам, зема, значи златни медали по надпревари што пратиме, така да се трудиме да го презентираме нашето македонско вино, така да мислам дека е и окей, и со цените е окей, значи не некоја огромна цена, значи квалитетното вино сепак вреди да се проба тука. Има ли некакви планови интересни кои што новитети кои што можеби ги размислувате за во иднина или се држите стрикно до ова што сега луѓето едноставно го препознаваат кај вас и останувате да речам во понудата на храна онаму каде што сте сега? Ќе има новитети, секако. Значи ние сега за сега остануваме на ова што го правиме, значи имаме фурна, сега сме во план, значи ќе направиме и сач, исто подвршник ќе се прави, значи и банице, пите што ги правиме тука да гледат народ, странците што доаѓаат да гледат, значи све што ќе биде подвршник да се прави јадење, значи исто и подвршник и ребро, и јагње, и јаре, се да се направи подвршник да има. Ќе биде тоа, значи за здравје за година дена. За брзо. Ќе биде, да, за брзо време ќе биде.